пресконференција на тоа што изминатите денови додека одевме на кампањи лево-десно, сум слушнал гласови од одредени луѓе кои што велеле всушност кој е Џими или Симон Поликар. Но во пресконференција сакам да одговорам на тоа прашање. Кој е Симон Поликар, всушност кој е Џими? Нема да одам многу далеку од кога сум дојден во Македонија, но сакам само да кажам тоа што има удел со сегашното ситуација во Штип и Штипското општина и нормално и пошироката Македонија, нашата држава. Наназад на 20 години работам макотрудно, интензивно на програмскиот цел или програмски цели кои што сме одредени во нашата фондација. Еден мудар човек рекол и се сложувам наполно. Најскапоцен подарок што може да подариш на некој човек кој и да е, тоа е тоа време. А за минатите 20 години моето време подарувам на нашиот народ. На различни форми и облици и места и време. Примерно, едно семејство, жена во таа семејство ми се обрати еден ден и ми вели: бевме секаде во Македонија, нема кој да ни помогне. Дали ќе можете вие да ни помогнете? Каже, зашто станува збор? Станува збор за едно дете, единствено дете што го има 2 години. Биле секаде по специалисти, лекари кои им рекле дека ќе се ослепи тоа дете. Ако не се направи еден посебен операција. Нормално таквите операции чинат големо богатство, за кое што ние до семејство не може да ги дозволи. Нашата фондација пред све е христијанска, пред све веруваме во Господ Бог. Затоа и го правиме тоа што го правиме. И одлучуваме да помогнеме. А причина зашто за тоа што се стави в себе си во место на оваа фамилија, семејство. Не дај Боже да ми се случува мене и да нема на кого да се обратам. Како ќе чувствувам? Затоа одлучив да решиме тој проблем. И единствена болница која што прави таква операција е во Србија, Белград. Не сакам да кажам тука пред телевизија колку чинело, но чинело големо богатство. Се вратило дете, не помнам дали се јавиле да рече фала. Но го кажувам намерно за тоа што доброто што чини нашата фондација, не бараме некој да ни награди или повратно некој да ние го правиме чисто за љубовта Божја. Друго семејство има тупки во срцето. И според лекарите му даде 1 година да умре. И така имавме контакт со фамилијата. Јас во тоа време организирам и натаму тоа го правам и ги го правам натака. Лекари, специјалисти од Америка доаѓаат и бесплатно прегледи, специјалисти, прегледи и лекарство. Одевме по селата во време кога никој не му е гајде за селањето и за луѓето што живеат по селата. Наша фондација сматра дека најмногу на тие треба да ми се подаде рамо, за да може и тие да кренат својата глава под македонското сонце да велат: има Господ и јас сум граѓан на Македонија. Еден од специјалистите прегледна овој дете, македонски лекари рекле за 1 година, тој дојде специфично само овој дете да го прегледа.
и негов заклучок е најмногу 6 месеци. 4 месеци кажувам, али 6 месеци ќе умре ова дете. Што треба да правиме? Единствена болница каде може да се прави таква операцијски погода во Бугарија. И пари што барат болницата, не може да го спомна овде пред телевизија.